civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Односно социјалната правда, сметам дека се уште лицата со попреченост се обесправени. Се бележат напредоци во системските решенија, но начинот на остварување на нивните права е многу тежок. Треба да поминат безброј комисии, обновување на документи, а тие се во една состојба која не се менува, која може да се вложи во текот на годините, а не да се подобри. Се изложени на чести комисиски прегледи, обнова на документација. Како може едно лице да обнови документи во центри за социјална работа кои физички се непристапни? Каде што администрацијата во институциите не е обучена за комуникација со лицата со различен вид на попреченост. Овие проблеми ние ги решаваме на локално ниво, ама ние за жал се можеме само во Куманово, каде што сме лоцирани. Тоа се случува низ целата држава. Понатаму, семејствата на лицата со попреченост се изложени на различни трошоци уште од детството на нивниот член со попреченост, каде што повеќето начини на подршка ги плаќаат приватно. Ако детето во образование плаќа логопед приватно, плаќа се уште асистенти, иако од оваа година ќе се доделат поголем број на образовни асистенти кои ќе бидат платени од страна на државата, но се уште има потреба подобрување, затоа што тие имаат еднакви права со останатите, а всушност се во најголем социјален ризик. Едниот родител не може да работи поради тежината на својот член со попреченост, а дополнителни трошоци 3 пати поголеми. Значи, сите овие работи, кога ќе ги разгледаме, повторно се обесправени и нееднакви со останатите граѓани. Понатаму државата треба да предвиди поголеми сервиси, поголем број на сервиси на локално ниво, каде што ќе може да се дава подршка директна на овие наши граѓани. До сега од сервисите е оформен само сервисот за подршка, односно личната асистенција за граѓаните кои се со потешка и најтешка телесна попреченост и граѓаните кои имаат слепило. Но тоа е многу мал број на граѓани. Исто така има граѓани кои поради недоволна документација немаат остварени никакви социјални права или имаат само остварено некој додаток од 4000 денари. Како може да преживее човек кој самостојно живее, кој нема некој да се грижи и да му дава подршка со 4000 денари? Значи, тие, повеќето од социјалните работници треба да излезат на терен, да ја увидат состојбата и да бараат од државата подршка за тоа лице. Дали е тоа во однос на негово вработување, ако е работно способно, ако не е работно способно, да му се обезбеди приход кој е достоинствен. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.